Слепите лица бараат поголемо внимание и права. Најголем проблем им е движењето надвор, првенствено поради лошата сигнализација и патна инфраструктура. Токму тоа е областа која во наредниот период со посредство на општината ќе се обидат да ја подобрат. Решавање на вертикалната сигнализација и поставување на точната локација каде што е местото, за да имаме непречено движење на нашите сограѓани. Не само знаците, туку и оборените ивичњаци кои што се поставуваат на сите нови тротоари кои што ги изведуваме, придонесуваат за подобро и полесно движење на граѓаните. Тие се поставуваат секаде кај што имаме пешачки премини, така што продолжуваме во централното градско подрачје да го решаваме проблем, но и секаде каде што ќе побараат и ќе биде приоритет за нашата општина и за локалната власт. Во меѓувреме, Штипскиот совет донесе неколку одлуки кои се во насока на подобрување на животот и положбата на слепите лица во Штип. Една од мерките беше донесување на одлука за субвенционирање на цената на водата, така да оваа мерка сега ја уживаат практично, ја чувствуваат 60 на лица кои што се членови на Сдруженијето на слепи лица, а се состои во тоа што од вкупната цена, вкупната фактура за водата се субвенционираат 500 денари. На ниво на Сдружение, пак на слепите лица, веќе им е достапен во аудио форма статутот на Сдруженијето. Статутот е веќе ставен на аудио носач, значи имаме аудио верзија, кој што примерот на статутот, кој што се наоѓа во канцеларијата на нашето Сдружение, така што секој кој сака може да го земе ценото, да го слуша, да го преслуша, да го снима ако сака, да се осимне во компјутерот, така натаму, да учествува со тоа активно во изработката, во подобрување на содржината на статутот и пред се да ги знае своите нели права и обврски што ги има во Сдруженијето. Се во ова беше дел од денешната работилница во Штип, на која се дискутираше за проблемите и потребите на слепите и лица со оштетен вид.